во продажбата на полиси се дадени точно по нашите статистики, чирелците, него и на самите финансиски резултати на тикот пролетен раз. Ако во понатаму активните владини по ова дебата која што имаме и добро што сите стейкхолдери сме тука, може Европа ред да биде ставена во функција за развој на денеска накратко ќе ви опишам земјите со кои што сработуваме. Главни поддржувачи, бидејќи реков дека соработката е со меѓународните институции, значи главни поддржувачи донатори се Светската банка. Почитуван директор на Агенцијата за супервизија на осигурување Климе Поповски, почитувани представници на осигурителни компании од Европа еден, почитувани земјоделци, медиуми. Во последните години сме сведоци на се позачестените временски непогоди, како што се поплави, мразеви, град, суши, кои предизвикуваат големи и сериозни штети врз нашето земјоделско производство. За сметка на тоа, земјоделците трпат огромни загуби, кои што влијаат на нивниот доход. Особено чести временски непогоди имаше од 2015 година наом, кои што предизвика големи загуби во земјоделското производство и чисто проценети штети се мерат во милионски суми. Почитувани, климатските промени го земаат данокот, а земјоделското производство е фабрика на отворено и како такво е најмногу изложено на негативните влијанија од временските непогоди. Немочни сме да влијаеме врз климатските промени, но како ресорно министерство мора да работиме на ефикасни инструменти со кои што ќе го заштитиме земјоделското производство, а земјоделците ќе можат да си ги покријат загубите. Во таа насока еден од начините на кои што успешно функционира во светски развиените земји е осигурувањето на земјоделското производство, што за жал во Македонија како инструмент не се искористува на задоволително ниво. Државата и оваа година ќе покрива 60% од висината на премијата за осигурување на земјоделството. Но податоците од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој покажуваат дека бројката на апликанти за оваа мерка опаѓа од година во година. Во 2016 година за мерката аплицирале над 3500 луѓе, а лани само околу 1500. Следствено на ова се и податоците од Агенцијата за супервизија на осигурување кои што покажуваат дека бројот на склучени договори за осигурување од речиси 5000 во 2015 година, лани е намален на само склучени 2000 договори. Во време на чести елементарни непогоди огромна е потребата да се подигне свеста за важноста и придобивките од осигурувањето на земјоделството и користењето на државната мерка за конфинансирање на трошоците за премиите. Со Агенцијата за супервизија на осигурувањето започнавме да работиме на функционална стратегија на краток, на среден и на долг рок за развој на земјоделското осигурување и намалување на товарот на државниот буџет за надомест на штети предизвикани од вакви непогоди. Во процесот ќе биде вклучена и реосигурителната компанија Европа Ре, каде што и Македонија се јавува како нејзин основач, во која што како држава имаме вложена одредена сума на финансиски средства. Очекувам на денешната трибина да се отворат многу прашања во однос на осигурувањето на земјоделството, за пакетите кои што ги нудат компаниите, за процедурата, како и за проблемите со кои што се соочуваат земјоделците. Но истовремено очекувам да произлезат предлози и решенија како да се зголеми овој интерес за осигурување. Благодарам на вниманието, очекувам плодна дебата од сите. Благодарам.